Премиера, дека во Верона оваа година веќе започна единствен спекот Вина Итали, еден од најпрестижните сајми за вино во свет. Меѓутоа, претходно имавте една трилатерална средба во рамки на иницијативата Отворен Балкан. А прво, вашите впечатоци од средбата, од разговорите и што може да очекуваме многу скоро, нови иницијативи или проекти во рамки на Отворен Балкан? Денес сум навистина горд што заедно со претседателот Вучич на Србија и премиерот на Албанија господин Рама, заедно сме во Верона на еден од двата најголеми светски сајми за вино, на кој што за прв пат учествуваат нашите винари. Тоа немаше да биде можно практично без иницијативата Отворен Балкан. Ова е саем на кој што и сами можете да се уверите дека присуствуваат најголемите и најпознати производители на вино од светот, а еден од најубавите штандови според оценките на сите присутни овде е токму штандот на винска визија на Отворен Балкан. На штандот се присутни македонски 14 производители на вино со своите најквалитетни вина заедно со нивните колеги од Србија и од Албанија. Пред доаѓањето на винскиот фестивал имавме трилатерална средба со претседателот на Србија и премиерот на Албанија, на кој што разговаравме за новите иницијативи кои што ги започнуваме во рамки на Отворен Балкан, и тоа се пред се иницијативи кои што го олеснуваат движењето на луѓето, на услугите, на стоките на помеѓу нашите три земји, секако и на капиталот. Ги споделивме податоците во однос на зголемената трговска размена помеѓу земјите. Вкупно трговската размена помеѓу трите земји е зголемена за 25%, додека нашата трговска размена со Србија е зголемена за 50% од формирањето на иницијативата и е зголемена за 40% размената со Албанија, односно нашиот извоз. Тоа е најдобар доказ дека оваа иницијатива е практична иницијатива, заснована на економски принципи, која што практично работи за доброто на компаниите и за доброто на граѓаните. Она што е пред нас е започнување со издавање на Open Balkan ID броевите со кои што ќе може работниците слободно да се движат помеѓу трите држави без процедурите административни кои што постојат во моментот и при кои што е потребно дури и до 6 месеци да се добие работна дозвола ако се сака да се работи граѓанин од наша држава, например во Србија и Албанија, но и граѓанин на Србија и Албанија доколку сака да работи кај нас. Тоа е платформа на која што се работи и која што во текот на летните месеци ќе почне оперативно да функционира. Исто така разговаравме и за она што го зборувавме и во Белград, за иницијативата за воведување на единствен електронски систем за наплата на патарините, што исто така ќе го олесни движењето на патниците, и уште еднаш разговаравме за забрзувањето на протокот на граѓани и на возила, како и на трговска стока на границите помеѓу Република Северна Македонија и Србија, а тоа е воведување на повеќе ленти на граничниот премин Табановце Прешево, воведување на софтверски решенија за контрола само на едно место на пасошите, како и за воведување на мобилни уреди со кои што за 50% ќе се забрза и ќе се зголеми протокот на граничниот премин. Во ноември ќе се одржи уште еднаш саемот на вино во Белград, на кој што ќе бидеме домаќини сите три држави и кој што практично ќе биде пак еден од најголемите саеми во светот за вино, на кој што ќе можеме да ги представиме сите наши производители на вино. Во Албанија исто така ќе биде организирани активности на ниво на трите држави. Во нашата држава исто така разговаравме и за организирање на спортски игри, да ги доближиме помладите, значи средните школи, основните школи, и сето тоа на крај дава потврда дека заедно сме појаки како држави од регионот. Сакам исто така да се заблагодарам за гостопримството, кое што тука ни го укажаа подпредседателот на италијанската влада, господинот Тајани, како и председателот на регионот Венето, господинот Заја, кои што беа навистина добри домаќини на нашите делегации и кои што целиот ден го поминаа заедно со нас, со кои што имавме и состаноци за продлабочување на соработката и во други области покрај во областа на земјоделството. Дали можат македонските видеа да се мерат со италијанските? Вашиот впечаток после посетата на неколку од овие региони, односно производители од различни региони и така? Оценките кои што ги дадоа сомелиерите,
кои што се присутни тука, како и гостите кои што беа на нашиот штанд. Ја не сум експерт за вино, меѓутоа оценките кои што ги дадоа потврдуваат дека нашите вина се на највисоко ниво на квалитет, споредено со другите вина од регионот, меѓутоа и од светот, бидејќи ова е навистина голем светски саем и ние како држава можеме да бидеме горди и на нашите лозаропроизводители и на нашите производители на вина. И тоа е само уште една потврда дека ние практично сме втор најголем извозник на вино во регионот, 29 најголем извозник во светот, со извоз од 60 милиони евра вино во текот на изминатата година. Кажете ми, имавте можност за близко контакт со производителите на вино кои што се присутни тука. Какви препораки или какви сугестии ви дадоа да се подобрат уште повеќе работите на планот на производство на вино? Ние овде добивме голема благодарност од страна на производителите на вино, бидејќи без оваа иницијатива Отворен Балкан и без искрената соработка која што ја имаат Северна Македонија, Албанија и Србија, немаше да биде можно нашите производители на вино да се најдат тука на овој голем саем. Она што ние го правиме во нашата држава, го споделуваме и со нашите соседни држави, моделот на унапредување на производството на грозје и на производството на вино. Сигурно нашиот министер за земјоделие и неговиот тим веќе би имаат информирано за тоа дека се подготвува и нов закон за вино, дека имаме систем на субвенции и систем на соработка со секторот за производство на грозје и на вино, кој што прво од година во година го унапредува производството на грозјето, го унапредува производството на виното, го зголемува квантитетот и квалитетот на виното и тоа резултира прво со зголемување на количините на извоз, меѓутоа и со зголемување на учеството на флаширано вино во вкупниот извоз на македонско вино во странство. Ви благодарам и на вас.